Ело, поздрав, повели. Така е, драги, се наоѓаме во Стоматолошката комора на Македонија, каде што во наредните минути ќе зборуваме за предстојниот конгрес Дигитална стоматологија, синергија помеѓу 3D технологии и вештачката интелигенција, кој во Скопје ќе се одржи од 12 до 14 јуни. За деталите за овој конгрес, ова утро ќе зборуваме со доктор Марко Младеновски, председател на организацијскиот одбор на конгресот. Господин Младеновски, најпрво добро утро, благодарам што сте дел од Македонија на утро. Добро утро и на вас и ви благодарам на поканата да учествуваме во дел од вашата утринска програма. Така. Македонија повторно е домакин на голем меѓународен стоматолошки конгрес. Што значи ова признание за македонската стоматолошка фела, но и за позиционирањето на Македонија на регионалната и европската стоматолошка мапа? Така, организацијата на 17-тиот меѓународен конгрес на К4, кој што ќе се одржи оваа година во Скопје од 12 до 14 јуни, е едно признание за стоматолошката фела во државата, со тоа што ни еден значајна можност да ги покажеме нашите организацијски способности, нашите квалитети, нашата ефикасност во работата, а воедно и во склоп на конгресот ние ќе одбележиме 30 годишен јубилеј, што значително ни додава една поголема тежина на самиот настан. Организацијата на овој конгрес К4 е всушност во организација на 4 стоматолошки комори од регионот, значи нашата стоматолошка комора на Македонија, стоматолошката комора на Хрватска, Словенија и Босна и Херцеговина. Оваа година, како што напоменав на почетокот, домаќини сме токму ние. Така. Како што веќе реков, темата на овогодишниот конгрес е дигитална стоматологија, синергија помеѓу 3D технологии и вештачката интелигенција. Колку овие современи технологии ја менуваат стоматолошката пракса и што можат учесниците да очекуваат од програмата на овој конгрес? Така. Дигиталната стоматологија веќе не е иднина, него таа е реалност и веќе ни се случува неколку години наназад. Интраоралните скенери, 3D снимањата, CAD-CAM технологијата веќе ги применуваме. И тоа ќе допринесе за дополнителни размена на искуства кои што ќе ги слушнеме од поканетите предавачи на самиот конгрес, ќе се разменат клинички случаеви, ќе се разговара за самата клиничка пракса во нашите ординации, што ќе допринесе едно подобар квалитет и повисоко ниво на квалитет кој што би го добиле пациентите кои што имаат потреба од таков третман. Токму во таа насока ќе има и експерти од регионот, повеќе експерти од регионот. Кои се најзначајните предавачи, кои се најзначајните теми кои што ќе бидат во фокусот на научниот дел од наставот? Така, во склоп на конгресот имаме 30 предавачи од земјата и од регионот. Ке имаме предавања од областа на дигиталната стоматологија, дигиталната имплантологија, стоматолошката протетика, ортодонција, јавното здравје, оралната медицина и пародонтологија, како и вештачката интелигенција со примена во склоп на стоматолошката пракса. Доктор, еден од предизвиците денеска, верувам дека ги има многу, меѓутоа еден од нив е постојаната едукација на здравствените работници. На кој начин овој конгрес ќе придонесе за професионалниот развој на стоматолозите, забните техничари, но и на младите кадри во Македонија? Така, континуираната едукација е клучен фактор за напредување во самото работење на секој стоматолог. Со самото тоа, кога се посетуваат вакви конгреси и настани од поголем карактер, се разменуваат многу поголеми искуства од оние што ќе го пренесат знаењето, а ние сето тоа ќе можеме да го примениме во нашата секојдневна стоматолошка пракса. И сето тоа ни допринесува да го подобриме квалитетот на услугите кои што ги даваме како стоматолози, но и да напредуваме и во научни достигнувања, за да можеме да се покажеме во светло. Значи, сега ни е дадена шансата и треба да ја искористиме. Светот оди напред, ние треба да ги следиме овие нови технологии кои што се пред нас. Така могат да се следат трендовите. Така, да.
Господин Младеновски, ви благодарам многу на овој разговор и ви посакувам успешен конгрес. Ви благодарам и на вас на поканата и ве поканувам да заеднички да го одбележиме овој јубилеј 30 години стоматолошка комора на Македонија и воедно и 17-тиот К4 конгрес кој што го организираме токму ние стоматолошката комора на Македонија. Повелете. Така, ви благодарам на поканата. Благодарам. Така, со доктор Марко Младеновски од Стоматолошката комора на Македонија зборувавме за предстојниот конгрес на кој што ќе се одржи во Скопје од 12 до 14 јуни на тема дигитална стоматологија, синергија помеѓу 3D технологии и вештачката интелигенција.